Туристички центар на Македонија, светско наследство под заштита на УНЕСКО. Во услови на затворени граници годинава сите патишта водат кон Охрид и најстарото езеро во Европа. Во него живеат над 1200 видови животни и растенија, од кои повеќе од 200 се ендемични. Но во длабочината на езерото се крие уште нешто. Доказот за нашата некултура и негрижа. Решивме да се нурнеме во водите на езерото. За да го реализираме потпатот, ни требаше професионалец. Се договоривме со Никола Паскали од Центарот за нуркање Акватек, кој повеќе од 20 години ги открива тајните скриени во длабочината. На почеток, задолжителна проверка на боците со кислород. Ја земаме опремата и тргнуваме. Сега одиме да видиме душата на Охридското езеро. Вака како што го гледаме, со сите зедисонца, кафина, ресторани, гледаме еден човек дотеран за на прослава. Но сега ние ќе влеземе во неговата душа и да погледнеме маките на Охридското езеро. Ајде. По тебе. Ајде. Ретко кому му пошло од рака од езеро да си опреми цел апартман. Но таква можност имаше токму Паскали, кој од длабочините на водата има извадено најразлични предмети од домакинството. Докази дека човекот е најголемиот непријател на Охрид. Од дното на Охридското езеро имаме извадено со еден збор цела покукнина, све еден човек што може да користи во својот живот. Од кади, троседи, перални, бойлери, најразлични пластични предмети за еднократна употреба, пластични лајци, чаши, лименки. Значи, со еден збор, све што може човек да користи во својот секојдневен живот и општо во целиот свој живот може да се најде на дното на езерото. Вината можам да ја насочам кон локалното население, нормално и туристите, но сепак бойлер може да фрли само некој од крајбрежјето и некој локален жител. Отпадот со текот на времето станува дом на многу живи организми, рибчиња, школки, ракчиња и алги, па затоа, кога ќе се пронајдат, предметите прво се чистат, за дури потоа да се извадат на површина за нивна дислокација на депонија. Фрлените предмети во почетокот стануваат хабитат на разните езерски организми, за потоа да се претворат во нивен убиец. Тој дом, пластиката, после 100, 200, 300 години, зависи од типот на пластиката, таа се распраќа во мали пластични делови, микропластика, и таа е најопасен вид на отпад кој може да се најде во водите на целиот свет. Од таков вид на отпад секоја година умираат милиони видови на риби. Но проблемот со отпадот во езерото и во градот е многу комплексен. Ние денес во 21 век имаме несоодветно одлагање на отпад. Ние што и да извадиме од вода, автомобилски гуми, најразлична пластика, тоа се носи на депонија, Струга, Буково, и истата се пали и нечистотијата ни доаѓа во вид на газ. Го загадуваме воздухот. Наспроти ентузијазмот и ангажманот на разни активисти и на невладини организации, државата затајува, вели Паскали, според кого се потребни промени. Промени во нашата свест. Ние како вид се покажавме како сеачи на отпад. Каде што се гледа нашето присуство, ние само произведуваме отпад и ја загадуваме цела животна средина и го уништуваме цел биодиверзитет, кој на крај пак се одразува на нашето здравје и нашиот квалитет на живот. Охридското езеро се протега на околу 360 квадратни километри и е најстаро во Европа. Се претпоставува дека во неговиот басен постоело вода уште пред 10 милиони години.
но тоа во оваа форма започнало да се формира пред околу 2 милиона години. Во неговите води, освен отпад, има и други предмети, кои немо сведочат за минатото. Паскали, кој по професија е археолог и се надева дека наскоро ќе добие потврда дека открил и нов вид алга, досега извадил многу артефакти од отоманскиот период. Фенери, филџани, обувки. Јас овие артефакти не ги собирам, не сум колекционер. Само вадам по еден примерок за на институциите да му покажам каква иднина има нашето езеро за перспектива на младите, за истражувања од најразличен тип, лабораториски, хемиски анализи на различни материјали, органски, сите видови на истражувања кои може да се направат лежат на дното од езерото. Бројките на локалната самоуправа покажуваат дека огромни количества отпад се создаваат и во самиот град. Податоците на општина Охрид покажуваат дека секој жител на градот годишно зад себе остава по 283 килограми отпад, или вкупно тоа се речиси 16.000 тони. Дополнителни 5.000 тони доаѓаат од туристите. Очекувано, најголемиот проблем се јавува во шпицот на сезоната. Искуствата од поразвиените земји покажуваат дека лошите навики на населението можат да се сменат со едуцирање од најрана возраст и со ригорозни казни. Формулата за еколошко освестување е едноставна, но очигледно е дека ни недостигаат институции со капацитет да ја применат.